најголем дел од луѓето не сакаат да го слушаат својот глас. Едноставно не им се допаѓа како звучи. И тој факт не е изненадувачки, затоа што гласот нас никогаш не ни беше представен како музички инструмент или како нешто посебно битно што треба да го научиме и да го развиваме. Тука едноставно како дарба која што некои луѓе имаат, некои ја немаат. Дека она што е важно во говорот е суштината и содржината на пораката и зборовите, а не начинот на кој што звучи. Се испоставува дека точно е сосем спротивното, дека начинот на кој што звучиме е многу побитно и тоа е она што го отклучува на некој начин слушателот, оној што нас не слуша, за да ги прими зборовите и пораката. Но многу повеќе за ова за Сања, еден од најдобрите радиоводители кои што градот некојаш ги имал, многумина ја нарекуваат сонцето на Скопје, со добра причина. Јас на тоа би додал можеби само гласот на Скопје, да слушнеме Сања. Твојот глас, освен 14 години плюс на радио, луѓе го слушаат и по реклами, го слушаат и по TikTok, го слушаат и по казина, нема каде не го слушаат. И од фриждер излага. Од фриждер излегуваш буквално. Значи кога еве вака да почнам, значи кога примети или дали воопшто примети дека твојот глас има нешто во него, еве така да кажам. Види, прво фала што ме викна денес да зборам за мојот глас, со мојот глас. Во принцип не е тоа нешто што го приметуваш. Не знам, многу ќе дојде само бендисано ако ти кажам, приметив дека имам добар глас, па сите ме бараат. Тоа некако доаѓа со текот на времето и искуството во радио. Да ти пуштам реклама од 2012-13, нема шанси да ме познаеш, или вести што сум ги читала, бидејќи гласот во текот на годините со радискиот говор се менува. Тогаш сум звучала поинаку, денес звучам поинаку. Ти созрева гласот на некој начин. И радиото си го формира тоа, бидејќи радискиот говор како говор е многу поразличен. Мора да биде тоа, нели, од една страна спонтано, од друга страна да биде разговетно, убаво кажано и си наметнува некои своји метрики на зборување понатаму и во приватниот живот кога зборуваш. Освен кога сум гладна. Кога сум гладна, можеш и на радио да приметиш, многу брзо зборувам и тоа е страшно. Не можам да ти кажам кога сум приметила, затоа што како момент мислам дека и не постои, или можеби јас го немам лоцирано, не знам. Меѓутоа со тек на време луѓето слушаат и почнуваат да речеме клиенти, спонзори да бараат тебе, да инсистираат ти да ја снимаш рекламата. Еве нешто што можеби никој не го знае, на почетокот повеќето детски реклами кои што се бараше глас ги снимав јас, затоа што таков беше гласот. А со тек на време тоа некако не знам, се менува. Најмногу влијаат прво клиентите, побарувачката на пазарот, кој те бара, зашто те бара, и потоа тоа некако се развива и се добива свој терк. Нема одреден момент кога се менува тоа. Добро, но кога зборуваш со луѓето, да кажам на некој начин, осеќаш што мора да се чувствува дека им го задржуваш вниманието. И сега налетав на едно истражување на Стенфорд дека нели пораката која пренесуваме ние, значи нашиот говор се состои од зборови, глас, нели низ кој целото тоа е пренесено. Луѓето вика 7% од влијанието на пораката се зборовите, а на 90% е гласот на кој што е тој збор изговорен, така да кажам. Не за џабе кажува дека ако ти е радиофоничен гласот, се друго можеме да направиме. Тоа радиофоничен значи дека ти е ајде некако да се изразам приемчив, допадлив гласот кога поминува низ таа фреквенција, кога се чисти, значи можеш да го имаш најубавиот муавет, да ги имаш најубавите приказни, да го имаш најубавиот говор, меѓутоа ако твојот глас не е допадлив на широката маса, тоа многу лесно се приметува. Кога ќе застанеш, многу луѓе кога доаѓаат во радио кај нас за да бидат радиоводители или за да видиме дали може да бидат, тоа не е за да видиме дали си ти паметен. Првично е да видиме дали твојот глас воопшто е допадлив и радиофоничен, слушлив. Бидејќи кога си на радио, телевизијата има една друга магија, тоа е нели на камера си, сега на камера те гледам, изборуваш и можеш и да ме залажеш, да не речам, со твоите гримаси, гестикулации, ќе се насмееш. На радио, единственото сетило кое што е вклучено е ова. И тоа е една таква магија да ако твојот глас, еве замисли утре, слушај,
слушај, еве подкаст слушај, ама не го гледај, слушај го. Затвори ги очите и само слушај. Мгм. Многу е голема разликата ако гласот кој што го слушаш не ти е допадлив. Ќе те сменат одма. И тоа е многу едноставно. Можеш да бидеш најдобриот, најначитаниот, најобразованиот, ако гласот нема нешто со кое што можеме да работиме, џабе е се. Имало кај нас многу луѓе такви. Добро, но не секој го има, да кажеме, тој Да, радиофонски глас, значи луѓето имаат глас. да. И најчесто се задржуваат на она првичната верзија на својот глас, еве да кажеме, никој не работи на својот глас. Значи тоа е некако природно ни доаѓа да го користиме, Да. него или барем го немаме освестено како битен дел од комуникацијата и голем дел од луѓето кога ќе си го слушнат својот глас, едноставно не им се допаѓа начинот на кој што звучат. Затоа што не го слушаш исто како што го слушаат другите од страна. Твојот глас секогаш ќе звучи поразлично. Кога ќе се слушнеш првпат на снимка, нели ти е чудно. Јас не сум ова, така. Да. И тоа е нормално. Не можеш ти да забележиш, затоа што ти поинаку секогаш ќе го прецепираш твојот глас. Тато средно уво, целата таа психологија на луѓето, од каде го добиваш гласот, како го слушаш твојот глас, како го ти го примаш и како другите луѓе го слушаат и го воспримаат твојот глас. Сосема е различно. И заради тоа и најверојатно не можеш. Нема да ти текне да работиш на твојот глас. Мислам, многу е лудо да ти текне од утре сакам да работам во радио. Или треба да имаш пример дома, така некој од твоите родители, твојата блиска околина, некој што го работи тоа па да ти интересира и ја сакаш да го работиш, или сосема случајно како мене да влезеш во радио и да, или кај мене позадината е, да, јас како дете пеев во хор 8 години, кај заправ. И музикалноста која што имаш. Сега тоа се работи кои што доаѓаат потоа. Можеш да имаш и радиофоничен глас. Ако не ти работи мозокот брзо, ако не можеш да ги кажеш информациите брзо на радио, ако не знаеш да се снајдеш, знаеш дека една секунда е цела вечност на радио. Замисли таа тишина, сега јас ти да замолчиме секунда. Ништо не се случува. На радио тоа е страшно. И сега, некои луѓе, да речеме, кога ќе дојдат во радио, еве да ќе дојдеш утре да бидеш радиоводител и ние го викаме радиски да ти изгориме во етер. Тоа значи кога ќе те пуштам на микрофон, вториот ден, ти ми викаш, ама не сум спремен, ти не ни знаеш, ќе те пуштам на микрофон. Ако не почнеш да зборуваш, не си се на радио. Треба да ти работи главата. Без разлика, сите глупости тропни ги. Ако го пробиеш мразот, ќе работиме. Ако не го пробиеш, значи дека прво многу долго време треба да работиме на тебе, да се фокусираш, да можеш да ги склопиш речениците, да ти работи мозочото брзо, да можеш да има тек целата приказна. И сега тоа не го може секој. Затоа радиоводител не може да биде секој, исто како сметководител, исто како некој кој што е архитект и така натаму, веб девелопер и така натаму, нели? Секој си има зашто го бидува и тоа е нормално. Не, апсолутно, мислам, според мене е многу потешко да го задржиш вниманието како радиоводител отколку како било што друго подкастер, не знам, водител на емисија, мислам, секое пренесување на комуникацијата каде што има плюс видео, значи надвор од аудиото, нели, барем дава шанси да се олесни задржување на вниманието, вие немате таа привилегија, тој луксус, значи вие морате со бојата на гласот, со брзината на информацијата, што викаш ти, да нема паузи, да нема застој, една секунда е многу. Со таква една строга рутина, да кажеме, едно сетило неверојатно развиено за говор, да го задржите вниманието. И успевате да го направите тоа, значи радиоводителите кај нас, конкретно ти, да кажеме, тоа го правиш повеќе од 14 години. Да. Како што кажа сама, значи самите гледачи те нарекуваат слушатели, да, уште ми е тешко, да. Самите слушатели те нарекуваат сонцето на Скопје. Така. Значи имаш и тетоважа таква. Чекај да ја покажам. Веќе кога ја кажа, се не знам дали се гледа и на која камера ќе се види, меѓутоа еве. Ова е тетоважата направена за моите слушатели. Ни во најлудиот сон немаше да замислам дека ќе ме нарачат сонцето на Скопје. Сега многу сум обеднисана, звучи, ма ќе го кажам. Ајде. Многу пораки стигна од слушатели во последно време каде што ми кажуваат кога ќе дојдеш ти огрева сонце на сити. И тоа често се случуваше. Секој ден да стигне по некоја порака, леле Сања, кога ќе дојдеш ти сонце огрева надвор, колку и да е облачно ти си сончева, и јас почнав да го користам тоа на радио. И еден ден зборував на радио за тетоважи и така ми дојде идеја дека треба да ставам бидејќи тоа сум јас. И некако
си се поистоветувам со тоа бидејќи сакам да зрачам со убава енергија. Верувам дека како ти зрачиш со енергија, така ќе ти се враќа. Да, ама колку во реалноста тој фидбек, еве да кажеме, мислам да дојдеш во ситуација да се истетовираш, најверојатно допира до тебе мислењето на слушателите, Да. што значи дека исто враќаш со грижа на таков начин, значи враќаш да им ги, нели, да им ги доставиш потребните информации, да им ги доставиш неопходните информации и да внесеш едноставно позитивна енергија или да пренесеш повеќе позитивна енергија кај сите што те слушаат. Имаш ли отприлика, знам дека кај радиото е тешко да се измери тоа, но денеска сите работат со бројки, па можда и знаеш. Значи, знаеш ли отприлика колку луѓе те слушаат кога збориш? Никогаш не можеш да знаеш на фреквенција колку во моментот луѓето слушаат. Можеш да знаеш онлайн, има метрики, меѓутоа фреквенцијата никогаш никоја нема измерена. Сега за сега. Она што јас го знам е дека кога ќе се вклучам на радио, кога ќе почнам да зборам, ќе поставам прашања, почнуваат да стигаат пораки, да ме одговараат и да разговараат со мене. Стигнувањето 40, 50, 60 пораки во минута, кога зборувам на радио, за мене значи многу. Дури и да ми стигне една порака, мене ми значи. Тебе да ти го направам денот денес, мене ми значи. На радио не можеш, она што ти го кажа претходно, нели, да го направиш денот, да пренесеш информација. Ти информацијата ќе ја пренесеш. Прашањето е како ќе ја пренесеш. Многу е важно за да бидеш успешен во една креативна работа. Дали ќе пишуваш книга, дали ќе пишуваш музика, текст, или ќе бидеш водител. Кога ќе успееш да им дадеш на ти од другата страна 2% од тебе, тогаш си ја завршил најголемата работа. И тоа е многу тешко. Исклучително многу тешко е да научиш да им дадеш 2% од себе. Тоа значи дека оние знаат Сања на радио. Знаат дека Сања ќе дојде изнервирана, немало паркинг, знаат дека Сања ќе дојде дека си истурило кафето од Сабајле. Тоа се тие 2%. Сите можеме ние да бидеме информатори на радио. Сите може да кажат информации. Јас ќе отворам весници или портали, ќе прочитам што е ново и тоа е тоа. Тоа мене не ме издвојува од толпата. Мене ме издвојува начинот на кој што јас разговарам со тебе преку радиото. Јас тебе сум ти другарчето кое што те дружи тие 2 часа на радио. И тебе треба да ти е пријатно. Замисли да јас денеска дојдам тажна на радио и да пуштам само тажни песни. Од 10 до 12. Во ултра пик термин. Прават пауза од работа, одат на кај работа, трчаат, што и да прават, така. Знаеш ли кога ќе ме слушаат? Никогаш. Ти можеш да добил на лото денес. Тие гајле мене како ми е денот. И тоа е, колку и да звучи сурово, меѓутоа така е. Мојата работа од оваа страна е да ти пренесам убава емоција, не информација. Информацијата сама по себе ќе си дојде. Јас информацијата ќе ти ја дадам во тек на додека трае песната, ќе ти кажам и знаете дека денес се отвара ова. Не кажувам на денешен ден во 18 часот, тоа кај мене не постои. Таков е мојот начин на бидување радиоводител. Тоа не значи дека е најправилното, тоа значи дека сите имаме шанса на свој начин да се изразиме. И ќе видиме како ќе успее најдобро. Тоа е нормално. Ти се изразуваш на еве да кажам, освен на радио и на TikTok имаш твој профил Сосема случајно. И да, значи луѓето веќе почнуваат да те препознаваат и таму кај што си, и таму кај што не си. Значи веќе буквално навистина излегуваш од фрижидерот. И да пробаме неколку твои познати, да кажеме, меѓу народот како си позната, неколку твои познати слогани да кажам по кои што те препознаваат, па да им стане јасно за кого станува збор. Да, за кого станува збор и за каква уметност станува збор кој ќе кажеме глас. Така да, ајде да почнеме. Ајде. Обложувањето заврши. Вашите влогови ве молам. Предплатникот не е достапен. Ве молиме, бидете подоцна. Мислам дека овој, не знам дали го имам кажано со регистарски таблици, може и го имам кажано. Како, не знам ни како одеше тоа. Ова е во маркет да се премести. Се моли возилото со регистарски таблици СК 2588 АН да го тргне своето возило од паркинг просторот. Како и да е. Се извинувам. Природно ти доаѓа, да. Зумба со Сања. Што сакаш да ти кажам за Зумба со Сања? Сакам да кажеш, има ли реклама за Зумба со Сања? Снимено до сега. Има, ма не ги снимам јас. Не, многу е неблагодарно јас да се снимам рекламата. Има снимано Викса, има снимано Дани, има снимано Елена Романова, ама не си ги снимам сама рекламите. Сакаш да ми кажеш дека не можеш да го употребиш својот глас за себе? Не, многу е неблагодарно да го употребам мојот глас за себе. Некако не ми оди.
Да, не сакам да на мојата за моето студио да има реклама и јас да си ја снимам. Тоа е супер. Ај да ја измонтирам ако не јас рекламата и да завршиме. Океј, да ги малце да ги разграничиме работите. Не сум сакала никогаш да снимам реклама за мене. Не знам зошто. Интересно. Да. Добро, мислам, на тој начин сакав да ја спомнеме и зумбата, затоа што нешто што те преокупира, да кажеме, во остатокот од денот, повеќе од 10 години, ако не се лажам. 12. 12 години? 12. Зумба Да, исто... 10 е моето студио, а мислам дека може и повеќе од 12, се некои меморис ми се појави пред некој време, може 14. Да. Мислам, тоа некако се вклопува совршено во приказната, затоа што во целото ова читање и спремање за гласот, дишењето испадна дека е многу битно, значи начинот на кој што дишуваме и дишуваме. Така да зумбата сигурно стимулира правилно, да кажеме, дишење. Тоа е вежбање, фитнес, да, начин на вежбање. Ама еве да кажеме, ми интересира советот тебе, мислам како ти го сваќаш, колку е дишењето битно за најважно. 50% од вежбањето е дишењето. Ако не дишеш правилно во текот на тренингот, за некои 20 до 30 минути ќе поцрвенеш комплетно, ќе изгубиш кислород, односно ќе се умориш, телото ќе нема проток на кислород како што треба и тоа е тоа, нема да можеш да вежбаш. А колку е дишењето битно за начинот на кој што збориме? Па види, ако многу е различно затоа што дишењето е многу важно, ако не земеш доволно воздух, не можеш да ги кажеш сите работи. Јас имам една поприлично повеќе развиена диафрагма, бидејќи нели имам основа со пеењето од претходно и кај запров основата на пеењето беше диафрагмата и колку може да имаш, викаш, распон на диафрагма, да земеш воздух и да зборуваш и да пееш. Важно е заради тоа што ако не земаш правилно воздух, тоа најверојатно би звучало: јас дојдов денеска тука да ви кажам дека ние сакаме. Ме сваќаш што сакам да ти кажам. Доколку дишењето не е регулирано правилно, нема како да ги кажеш сите зборови и тоа да звучи нормално. На секој збор ќе земаш воздух и тоа ќе биде кратко. Важно е, не само за зборувањето, за се е важно дишењето. Добро ти е кафе, само да ти кажам. На здравје, да. Ти. Значи ми се свиѓа што обрнуваш внимание на него, затоа што некој ќе нарача кафе, го заборава, најчесто и пропаѓа. Значи сакам да се искористи. Кафе за мене е света работа, ве молам. Да, на здравје нека ти. Фала ти. Колку си сплашена за радиото како медиум, затоа што го чекаме па можеби повеќе од 20 години. Го чекаме да згасне. Да згасне, да умре, да го снема, да нели да престане и еве си се уште денес сум тука. Радиоводител, да. Пред некој време напишам на социјалните мрежи и тоа беше, можам да ти кажам, ако смеам да отворам. Слован. Што на Facebook немам напишано статус милиони години. Го напишав на баш на таа тема. Да, го напишав баш на таа тема, го напишав на Инстаграм, ама не знам како ти кажам, го напишав како што ми дојде. Немаше ништо, не знам, страшно или нешто што го замислував или го смислував да го напишам. И вика вака, радиото ќе умре, ќе преовладуваат новите медиуми. Ни вика старомодно е тоа, сега друго е во мода. Не убедуваа, префрли се на YouTube, дали гледаш, радиото веќе нема таа моќ. И знаете што? Не само што има моќта, туку е се погласно. Покажавме дека има место и за нови медиуми, ама покажавме и дека вашиот другар за секој ден не си оди. Вистинските другари остануваат, па така и ние. Вистината е една. Гласот од секогаш имал и ќе има моќ. Замисли да ја слушаш најубавата музика на светот. И сега на тоа додаде и неверојатен глас. Друго е, нели? И па тоа е радиото. Гласот на многу генерации. Предобро. И тоа е така како доживам радиото. Се може да се промени, меѓутоа човечката емоција која што ние споделуваме, на радио, не може да ја долови никој друг. И тоа е нешто, протокот на гласот и на емоцијата и на енергијата која што поминува тука и доаѓа кај тебе во автомобил, дома, на слушалки, каде и да си, е единствена и уникатна на секој еден различен глас. Морам да ти признавам дека ме врати малце се назад во времето, дека се сеќавам на првото радио касетофон, не знам ни како да го кажам така, тоа. Да, касетофон, да. Касетофон беше така да. И на таа емоција, мислам дека беше од Гиш песна, ако не се лажам, значи имав неколку години, 4-5 години можеби на нема смисла да ја пеам песната, ама се сеќавам на моментот. За разлика од тоа, например, не се сеќавам на многу други моменти или на многу други уреди преку кои што сум слушал музика, да кажеме, дали тоа дискмени, вокмени биле, други извори на музика, да кажам, но на радио
Дури мислам дека радиото на одреден начин и не тренираше во одредени сати, во одредени времења да дојдеме и да пуштиме радио, затоа што тогаш или таа песна, конкретно таа Така. песна ќе оди, затоа што како деца верувам дека ради песните повеќе бевме, Да. мислам радио, како се вика Така е. лайв говор не интересираше многу, но ги слушавме песните, значи и се сеќавам на тој момент за мене. Се сеќаваш заради тоа што кога не ти се достапни некои работи и кога ти се дозирани, секогаш се многу посладки. Денеска ти е многу лесно да пуштиш на Spotify, на YouTube, каде сакаш песна. Ама кажи колку е различно кога на радио ќе ја слушнеш во кола и ќе се изненадиш. Кажи колку е различно. Тоа е разликата кога ќе ти текне некоја песна и ќе си ја пуштиш ти сам и кога јас ќе ти ја пуштам на радио, нигде никаде еј песнава. Тоа е разликата. Радиото и денешните медиуми кои што може да ги искористиме или апликации кои што ги искористуваме за да гледаме филмови. Смисли кога ќе начекаш филм ти на телевизија. Ајде сега се вратиме назад. На телевизија ќе начекаш филм. Замисли, денес можеш тоа да го направиш на било која платформа. Да го пуштиш и да го гледаш филмот во било кое време. Таму е магијата која што се губи и затоа радиото не згаснува. Затоа што радиото се уште има таа спонтаност и таа убавина на тренинг, како што го кажа ти претходно, дека те тренираме, да почекаш, ќе ти ја пуштиме песната, ќе ти го кажеме и тоа што треба да го слушнеш, и тоа што можеби го знаеш и не го знаеш. Меѓутоа, мора да има тек, не мора да брзаме толку. Ние денеска сите некаде брзаме. На радио не брзаме. На радио ќе почекаш, сањај од 10, не од 7. Да, апсолутно. И она што сум го приметил исто е дека кога она што го викаат аудио on demand или видео on demand, значи ние имаме строга селекција на песни, еве да кажеме, до кои што се држиме и многу тешко излегуваме после од тоа. Да. Значи јас ако ја направам плейлиста одредена, значи таа најверојатно ќе се врти, не знам, 6 месеца. Да. Значи за да влезе песна во таа плейлиста, не знам што треба да се случи. Значи или треба ми издосади оваа плейлиста веќе, да, или рандом на некој начин треба да слушам, но немам извор на нови песни, еве да кажам, не сум во тек. Затоа сме ние тука. Тоа е идејата. Ние сме тука да ти ја пуштиме новата музика, ние сме тука да ти кажеме што е ново на светската музичка сцена. Ти дури да имаш и да си наклонет кон тоа и да бараш нова музика. Никогаш нема да можеш да ја слушнеш целата музика што е нова и да ја најдеш целата музика. Ти имаш одредени артисти кои што тебе ти се омилени. Ама можеби јас ќе ти пуштам некој артист од Австралија кој што никогаш немаш слушнато за него, а музиката која што ќе ти ја пуштам е онаа која што тебе ти се допаѓа и ја слушаш кај други артисти. И така ќе те запознам со нов артист. Мене работата ми е да ти покажам нови работи на радио кои што нема да ги видиш, а ќе ги слушнеш. И ќе дознаеш нешто ново. Колку и да тоа звучи денес клише, ама можам јас да си најдам на интернет. Можеш? Ајде побарај. Не викам дека не можеме да гугламе, сите можеме да гугламе, сите можеме да пребаруваме. Меѓутоа, нашата работа е да ти покажеме што е ново, да ти дадеме шанса да можеш да си смениш песна во плейлистата и да те натераме да смениш и да те натераме да слушаш радио, затоа што можеби следниот хит кој што вчера излегол и ти не знаеш дека излегол, денес ќе го пуштиме и ќе ти биде твојата нова омилена песна. Кои се критериумите? Затоа што неколку пати сме влегувале едноставно во тие дебати. Посебно имаше еден период каде што мислам дека задолжително, не знам дали тоа уште така, задолжително се слушаше македонска музика. Не е веќе. Кои се критериумите? Мислам, како имаше неколку луѓе, да кажеме, пејачи, луѓе кои што ги знам, као викаат премногу едноставно политика има таму, за да се појавиш на радио, треба не знам што. И не се план. Зборуваме за македонската музика. За македонската музика зборуваме, да. Политиката на Сити радио конкретно ќе зборувам, бидејќи таму работам, е многу едноставна. Прати ми ја песната на мејл. Чест на исклучоци, артисти кои што има кај нас и кои што се трудат и секогаш кога имаат нова песна и нови артисти, праќаат. Имаме артисти кои што сметаат дека ние треба нив да ги бараме. Јас немам никаков проблем со тоа, не ми е ни егото, ни гордоста, ни голема, ниту пак, не можам да знам дека имаш нова песна. Треба да ми ја пратиш бидејќи ние сме медиум. Не мене, ми е гајле за Сања, за Сити радио, како медиум за да те пушти на радио. Од друга страна, да, ние имаме нели нормално поп музика пуштаме и така натаму, сега не можам народно да пуштам, не е тоа компактост на Сити радио, не сме ние таква радио, меѓутоа се што е ново, се што е доволно добро, квалитетно направено. Не може да ми пуштиш ти мене верзија од YouTube, кога знаеш дека тоа на радио не оди.
Може да те мрзи да не ми пратиш мене квалитетна верзија за да ја пуштам на радио. Тоа се работи кои што не треба ја да те учам. Ако тргне да по патот да правиш музика, ќе ти помогнам. Ама ако веќе си артист, се извинувам. Ако веќе си артист подолги години, би требало да знаеш некои основни работи. Нема политика по која што се водиме кога станува збор за македонската музика. Само едноставно прати ја песната. Ако влегува во целиот сетап на Сити радио, за тоа зборувам, ако не е народно, ако не е нешто, не можам да пуштам. Не оди таква музика кај нас. Нас ни е топ 40 радио станица, ние продаваме, односно пуштаме 40 најпродавани синглови во моментов во светот. Така и со македонската музика. И сега кај нас пеачите кога ќе направат нова песна, ако ни ја пратат супер, ако не ни ја пратат, па сега јас треба да дознам од некаде или од Инстаграм, па после и ни се лутат. Абе не ми ја ставте песнава, ми ја пратили. Се сведува на тоа дека немаме ние некоја искомуникација, само едноставно не праќаме песни. Немам никаков проблем ја заставам нова песна на радио. Секогаш. Напротив, секогаш сме тука да ја поддржаме македонската музика. Сакам повеќе на гласот да посветиме време, затоа што навистина мислам дека има многу повеќе од тоа. Првенствено, не знам дали сум преоптеретен со вештачка интелигенција, дали на некој начин подсвесно ми влијае тоа, пошто се слуша на многу страни, но нели во блиски или во далечна иднина тоа е нешто, не знам, на некој начин што ќе се одигра пред нашите очи или пред очите на наредната генерација, и тоа се тие луѓе ќе слушаат глас од негде. И ја мислам дека еден од тие гласови ќе биде твојот, не знам зашто. Значи така некој предвидување дам, дека дали на некој начин ќе го превзема, дали ќе бидеш снимана, дали мислиш дека има уникатна компонента кај гласот, што едноставно не може машина да го направи? Емоција. Машината нема емоција. И не може да има. Јас кога ќе ти го снимам гласот за да пуштиш ти на лента денеска и да кажувам јас одредени информации е едно. Ама кога сум во живо, емоцијата е различна. Не може да биде, колку и да пробувам да го снимам тоа. Прво никој нема ти побара да ти мене емоција. Прочитай ми го текстов тука, треба да го пуштиме утре да се слуша и тоа е тоа, така. Да. Емоцијата која што ја пренесуваш. Ако се сеќаваш на почетокот кога почнавме да зборуваме, ти кажав сите може да пренесуваат информации. Емоцијата е многу тешко да ја пренесеш. Тие 2% што ти ги кажувам, ни една машина не може да ги пренесе. А ако измислат машина која што ќе има емоции, робот кој што ќе знае да препознава и ќе знае да те сака на преку микрофони, преку радиофреквенција, тоа секој е чест. Меѓутоа мислам дека човечката емоција никој не може да реплицира. Мојата е уникатна, твојата е уникатна, на Викса е уникатна, на Елена Романова е уникатна, на Дани е уникатна, на сите нас на радио ни е различна и уникатна емоцијата. Тоа не прави различни на радио. Тоа е добар одговор. Не очекував дека... А не ми е спремен. Да, не очекував дека си толку спремна. Да. Па види, како кажа, колку 14? Да, 14 или 15. Не е малку време. Не, учиш цело време. Не е Јас пораснав во радио. Со оглед на годините кои што ги имаш поминато таму, колку често ти се случува да едноставно луѓето имаат една перцепција за тебе, дури те слушаат, ако ќе се појавиш во живо да кажат едноставно не те замислува воопшто така. Дека гласот те, не знам, те отцртува на некој подруг начин. По принцип имало ситуации кога ти си таа од радио? Да. Ич не ми личиш. И се викам лошо ова или добро е? Да. Не бе супер, ама не ми личиш како на радио. Викам добро. Луѓето си прават перцепција за тебе според гласот, да. Често се шегувам на радио на темата, нели јас како изгледам, колку сум голема, колку сум висока, очите, ама сепак тоа останува на твојата имагинација. Имаме колешка од радио која што звучи многу поинаку отколку што изгледа и многу се смееме дека секогаш има коментари кога ќе ти си таа на радио. И се викам, и она секогаш кажува, ама анте луѓе се тоа добро или лошо е. Се случува кај мене може би не толку често, меѓутоа се случило да ме прашаат. Не можев да те врзам, гласот. И некогаш знаат да ми кажат, многу ми е познат гласот, многу ми е, од кај ми е познат гласот. И ја викам, па, веројатно од радио, ако не од радио, TikTok, ако не од TikTok, може у казино одиш, викам, не знам. Од некаде ти е познат. Ама има, не знам си, тоа е твојата имагинација, креативноста која што имаш. Да, ова со казината е доста интересно, например. Значи,
Мислам, го имаш доживеано тоа да се слушнеш во казино. Знаеш дека отидов и не ме пуштија. Како не да Па пуштија? не одам по казина и таму требало ваучер да купам, викам, дечки, јас не дојдов во казино и се пробав да им објаснам, ама таква им била регулативата на работење и не успеав. Меѓутоа сакам да се слушнам, не сум се слушнала до сега во казино, сватив од спонтано од едно видео на TikTok, сватив дека низ цела Македонија слушам мојот глас во казината, на рулет конкретно. Тоа беше многу одамна, го снимав за одреден човек кој што ми се јави, нели, се договоривме тоа, договор се супе Да. по ред да снимам, мислејќи јас дека тоа е за некоја машина во едно казино. И сега години подоцна саќам дека сум во секој казино во Македонија или скоро во секој, не знам. Бидејќи на TikTok ми стигнаа многу коментари и само пишуваат луѓе во Велес, во Скопје, не знам, во Гостивар, во Тетово, секаде сум била јас на рулет, појма не. И така сега некако сум девојката од казино. А во казино не влегувам. Да, мислам, мене би ми било, не знам како да кажам, мислам, тоа е посебна група на луѓе. Тие се посебно фокусирани таму на бројки, на пресметки, на калкулација, на други, кои го слушнат твојот глас, значи тоа толку длабоко се врежува. Ја мислам дека Не размислам на темата колку луѓе ми мислат лошо кога ќе кажам нешто што не треба на рулет, така да се мислам само добри работи. Така ми е поубаво. Информациите се нешто од кое што сме бомбардирани денес. Да. Значи ти си медиумот, низ тебе проаѓаат голем број на информации, ти пренесуваш голем број на информации и верувам дека со голема доза на предпазливост и љубов го правиш тоа и емоција она што го кажуваш. Но ајде да кажеме, значи кој е твоето гледање, како ти гледаш на целиот овој свет со информации кои што ги слушаме од сите страни? Што за тебе е добра информација? Па за мене, види сега, има и добри и лоши информации. Има и некогаш кога сум лута на радио и кога се лутам и ги карам на радио. И сега се скарав на радио, мислам, со слушателите, за мајмунчето Мики во Золошка, како му ја украдаа портокалите. На кое што кажав на радио, размислете, ако на мајмунот му ги украдовте портокалите, што е прави вас тоа? Тука сум многу огорчен, имам и такви моменти. И кажувам такви информации, бидејќи тоа е мојот град и ме боли кога се случуваат такви работи. Зборувам и за нивелирање на шахти. Не знам како да ти кажам, значи ми отидоа бандажите на колата. И сега и такви работи зборувам. Ама тоа не е лоша информација, мислам, тоа е Знам добра информација. Знам да критикувам, знам да кажам, избегнувам да кажувам лоши информации, зборам црна хроника, избегнувам да кажувам бидејќи сме бомбардирани од тоа. И навистина нема потреба и на радио да го слушате тоа, бидејќи ќе го слушнеш на вести, ќе го видиш на Инстаграм, ќе го видиш на TimeMK, така. И тоа е и сега што јас да ти го кажам, нема потреба. Избирам информации, можеби не знам што има ново во Скопје, што е ново направено, што се случува ново во светот, што е нешто напредна технологија, дека сега имаш информација за дечиња, дека помалку дечиња имаат изумрено во 2025 година, тоа се позитивни работи кои што мора да ги гледаме и слушаме. Да кажувам дека ќе има нови паркови во Скопје. Сакам да кажам убави работи на радио. Сакам да те бидам другарот кој што ќе ти го направи денот. И гледам тоа да се информации најчесто кои што ќе бидат сериозно со добра намера и емоција, нели на крајот на денот, за да дознаеш нешто ново, а да не е тоа лажни вести. Да. Мора да си многу информиран. На радио особено мора многу да знаеш. И да си излезен цело време. Да. Јас, фала Богу, не сум прибрана. Да. И да имаш добар филтер и добар морален компас, да кажеме, затоа што гледам дека не се селектира што се пренесува, дополнително се таргетираат тие болни делови кај луѓето за да се задржи пак вниманието. И на крајот доаѓаме во тој магиосен круг, функционира. Мислам, она што се нарекува денеска алгоритам на било кој да е платформа. Функционира кратко. Па веќе поприлично долго станува дека функционира. Сакам да кажам, кратко функционира дека алгоритамот сам по себе ќе го препознае тоа, луѓето ќе го препознаат тоа. Знаеш, кога пробуваш да таргетираш на човечка емоција и да кажуваш тажни приказни, да пишуваш тажни наслови, луѓето престануваат да отвараат. Знаеш дека јас имам многу луѓе околу мене кои што ми викаат аман веќе од оваа црна хроника. Само за тоа се пишува. Значи сериозно тажна информацијата дека во Зимбабве се случила автобуска несреќа. Ама немаш потреба ти да го знаеш. Ама луѓе, аманте во Скопје сме. Зимбабве не ни знае дека постоиме. Да. Ворете, поминете како информација. Ама сега
Нема потреба. Имаме ние невили настани во Скопје кои што се случуваат и упорно луѓето пренесуваат до сршта на ситуацијата со фотографии од места кои што не треба да бидат воопшто никаде прикажани. Тоа е филтрот кој што го нема. Знаеш што е многу интересно, што читав еден текст неодамна, кој што на некој начин го истражува падот на емпатијата кај луѓе, дека денеска живееме во драстично помалце емпатично општество во однос на тоа што било претходно. Да. И вика кои се причините, значи зошто тоа се случува, зошто мене буквално малтене seедно. Значи имаше неколку снимки излегоа на луѓе низ улиците на Скопје, паѓаат по тротоари, се онесвестуваат, значи луѓе си проаѓаат преку нив. Едноставно, ме разбираш, значи многу ретко некој да застане, да праша дали ти треба помош, дали си добар, значи што се случува, и вика еден од говорите е токму тоа. Значи преголемата ние имаме потрошено емпатијата на места кои што едноставно не засегаат, и на луѓе и на ситуации кои што не засегаат. Ги жалиме овие во Зимбабве, овие кај нас. Сите ги прежаливме, значи сите ги прежаливме, Да. и кога ќе дојде моментот, значи да употребиме на вистинско место, ние као, знаеш што, 100.000 луѓе умреа, на пример, во, не знам, во Нигерија, ај па за еден човек во Скопје сега, значи тај ништо не му е. Да. Тоа мислам дека, знаеш, ај пробај утре прошете низ Скопје и погледни ги луѓето околу тебе, да видиш колку се одсутни. Тоа е прво брзото време на живење. Проблемите со кои што се соочуваат секојдневно, тоа е една од работите кои што ја приметувам. Пробај прашај од утре па натаму 7 дена, прашувај луѓе како си. Знаеш колку е тешко тоа ти каже некој како е. Прво ќе имаш одговори. Абе види се. Не е лошо, Да. може и подобро, и кога ќе почне така, знаеш дека ништо од тоа прво не знае како е. Тоа е фундаментално прашање. И ние сега стигнуваме до емпатијата. За која емпатија зборуваме? Може да не те примети дека си паднал. Толку е одсутен. Ние живееме во време кое што фокусот ни го одзема телефонот, социјални мрежи, таргет вести кои што тотално не засегаат, а ние може на Инстаграм да го жали тој во Зимбабве, пак фатим Зимбабве, извини. Да. А човек до него тука да паѓа боле и да не го примети. И тоа мислам дека е, се надевам дека ќе се вратиме во некој колосек, ама не знам ни како искрено. Не знам ни како. Пробувам секој ден на радио да ги терам да направат некое добро дело. Да се потсетат кога последен пат пуштиле некој на каса пред нив. Кога, не знам, кога последен пат си платил патарина за тој позади тебе. Зошто е толку страшно? Кога последен пат, не знам, си помогнал на тетката од маркет да ги однесе кесите до дома или до автобуска. Знаеш дека направив? Не, јас сум ненормална, ама тоа е. И ме рече, дечко ми, ти немаш памет, и му реков, тоа е. Такво човече сум и сакам некогаш така инстинктивно ги правам работите и некогаш импулсивно ги правам. Се возам на кај дома и во центар, кај градска, нема врска тука на автобуската, и сега ја гледам бабичката дека трча на кај автобусот, не може да трча на кај автобусот, нели? Он веќе тргнува, ги затвара вратите. И јас. Застанувам со кола, само малку го блокирам и му мафтам, му викам застани. Он ми свири, викам бе застани, му отворам прозор, викам да влезе бабичката, пушти ја. И она влезе, и он се насмеа човекот и ми рече фала ти, викам ништо, викам гревата ми беше жената да стои надвор на ладното. И си продолжив, јас си продолжи, он никој не се скаравме. Не го кажувам ова за да се пофалам дека сум правила нешто. Најверојатно и не беше ни тоа ни толку легално, нека не ме слушаат се да. Како застанав со колата, ама сакам да ти кажам дека кога ќе го почувствуваш тоа дека треба да направиш, направи го. Тоа е просто. Тоа е начин на функционирање, мислам, култура, свест, не знам како да го кажам, значи ова што го кажаш со патарините мене не ми ни текнало, не последен пат. Па еве те потсетувам сега, да, можеш да го направиш тоа за прв пат. Ама во тоа, во тоа ја гледам вредноста, да кажеме, на тебе како човек, еве. И ни сите медиуми низ кои што функционираш, најмногу преку радио, но и сите останати, што такви предлози, такви идеи доаѓаат кога вистински човек е дојде на вистинско место, што кај нас многу ретко се случува. И прашањето не е кога последен пат, туку дали воопшто ти текнало. Мене не ми текнало, да не одиме подалеку, да не бараме примери по улица, земеме мене за пример, значи не ти текнало. Не ми текнало, да, значи еве сум јас да те потсетам и да ти кажам дека можеш и тоа да го направиш. Апсолутно. И мислам се осеќа целото тоа, одвоеноста, и тоа сме, како да кажам, значи
една култура сме. Не сме овдека измешани 100 нации па да не можеме да се поврземе или да се Па и да сме да 100 а, на нивото на човек сите сме луѓе. да, но ќе кажеш еве, друга култура е, па и не знам точно што му се случува и така натаму. Значи ние овдека малте го живееме истиот живот овдека. Значи истите проблеми, Имаме ние богови по земјата што паркираат кај што ќе стигнат. Да не тргнат на тоа. Добро, да, значи Не, така, таму. освен тие се малцинство, но повеќето луѓе навистина го живееме малте на истиот живот. Да. Со истите предизвици се соочуваме. Секој Дали ден, е така. собраке, дали е, не знам, отпад, дали е што и да е. Работа, здравство, што и да е, да. Така е, така е. Кои се најтешки теми, да кажеме, на радио во последно време? Најтешки теми. Да. Ковидот беше многу тешка тема, ковидот беше ужасно тешка тема. Ние во време кога се броја заболени од ковид, требаше да на радио да не зборуваме за тоа. За да говоривме сите како екипа, како Сити радио и како трите радиостаници под истите собственици, нели, Клуб ФМ и Метрополис, дека нема да даваме толку значење на ковидот. Да, тоа беше лицитација, да. Да, ќе кажеме ние на вести дека има, нели, толкава бројка, меѓутоа во текот на емисиите ние ќе зборуваме за работи кои што можете да ги правите дома, работи кои што музика која што можете да слушате, да ја потсетиме на некои други навики, да ја вратиме назад во времето. Така нели луѓето сите викаа сега ќе седам дома ќе размислувам, ништо тоа не се случи, поминаа 4 години, пак сме истите, може и положи. Меѓутоа, тоа беше една од тешките теми. За мене лично тешко беше кога DJ Бабора почина. Тоа беше екстремно тежок период на радио и сега последното беше Кочани. Кочани беше, не знам, како сега што вака што застанувам, што не му се случува на човек како мене, да не знае што да каже. Имаше нели 7 дена жалост и лично ми беа другари и Панчо и Андреј и целиот бенд и многу блиски и така натаму. И сите останати таму што беа што не беа блиски, што завршија така како што завршија трагично. Толку многу ме погоди, верувам како и сите останати од државава, па и пошироко. Не знам како да ти објаснам дека тоа беше толку многу тешка емисија. Понеделникот се сеќавам, дојдов на радио, се гледам вака со Дела, викам Дела, пази, јас важам за насмеаната на радио. Таа што ги насмее, што ги расположи. Сега ти си таа. Да. Де факто. И сега не треба да сум таа. Прво не можам да сум таа. Никако не можам да сум таа. И дојдов на радио, викам на Дела, пушти песна. Што сакаш, викам, пушти се едно. Ми ја пуштавме побавна музика, да не биде толку нели весела, бидејќи мораш како медиум да внимаваш на тие работи. И влегов на радио, викам, дечки, века си издишав на радио, викам, тоа е. Денес, викам, вака ќе зборуваме. И во чест на тие што се тука, и на тие што не се тука и така натаму, изборувам. И имаме едно младо девојче кое што сега учи во радио кај нас за станеводител, кај она сега има во сабота емисија, сега е сабота. И Ева ми вика, јас прв пат те гледам вака, откако сум во Родиово, не сум да видела ми вика вака. И дента кога Панчо кога почина, ми стига порака, другарка работеше во болница кај што лежеше Панчо, ми кажа неколку дена претходно, меѓутоа ми стига порака, јас сум на емисија. Ми стига вака пораката, Панчо почина. И се седам вака, трае песната, Дело ми кај треба да влеземе 40 секунди имаш, уште од песната треба да влеземе, ја му викам, смени ја викам пушти денка, зашто викам Панчо умре. Почнувам да зборувам на радио, да кажувам, да пренесам информација за Панчо дека починал, ми се полни очите со солзи, се воздржувам крајно да ја изнесам информацијата, го спуштам лизгачот, како го спуштам, дека почнувам да плачам. И тоа се можеби едниот, еве да не речам најтешките моменти кои сум ги доживела на радио. Можеби имало уште некој, меѓутоа ова е нешто што исто како што ти ја кажав емоцијата која што ја пренесуваш кога си среќен и кога си сонцето на Скопје, иста е ова емоција. Исто тешка, исто немерлива, нема зборови кои што можат таа тишина да ја пополнат. Јас им кажав, ќе биде тивко на радио, меѓутоа таа тишина треба да не замесли сите. И така некако се изборивме и со тоа. Тешко е, стварно тие се многу тешки моменти. А ти си човек сепак на крајот на денот, ти имаш емоции, нормално е.
твојата појава на вистина не изгледа дека затоа што еве мене ми се случува тоа во моментов, значи да те слушам на радио, те слушам и повеќе години. Ти благодарам. Ова што го кажуваш можам комплетно да се поистоветам за емоцијата, за начинот на кој што го пренесуваш и добри и лоши. Но нов момент за мене енергијата и силата која што носиш, тоа е еден вака Ке поцрвенам. Ти благодарам. Да. Тоа е нешто што се осеќа, верувам дека луѓето што гледаат ќе може да го почувствуваат тоа. Онда се таа трагедија, значи секоја доживеа на различен начин. Ние јас избегавам воопшто било што коментирам на тоа затоа што ми изгледа навистина безпредметно, не знам како да кажам, едноставно сувишно, толку е тоа веќе одиграно, веќе направено. Дури мислам дека на некој начин уште сме на почеток на тие работи, ние ќе учиме на такви моменти, на такви тешки трагедии. На трагедии ќе учиме, да. Знаеш како мене ми вика луѓето, не отварам, ми вика не можам да гледам, многу ми е тажно да ме видов, да, ама не отварам, ја викам замисли ме некако ми. Јас треба да видам, да прочитам и да ти го кажам на радио. Давај тебе ти е тешко, па. Тоа е тежината на бидувањето радиоводител. Не е само тука да сме, исто е како другарите, не само за во кафана, и за проблем треба сме тука, така, исто е на радио. Исто е и кога е тешко, и кога е добро, треба да си тука. И ако си конзистентен и постојан, тоа ќе донесе плод. Не само во мојата работа, во секоја работа. Но како се соочуваш со тишината, да кажеме? Значи, од оно што го кажуваш до сега е дека и во добри и во лоши моменти ти можеш да пренесеш тоа што треба да го пренесеш, но кога ќе дојде моментот да застанеш, тешко ми е. Тешко ми е, да, јас сум и близнак во хороскоп, по двајца секогаш има кај мене се караат. Што се разговараат. Верувал или не, ми се случува во годината еднаш, можеби и два пати, ама тоа сама си го правам, тоа е некој бърнаут кој што си го имам јас, да прегорам комплетно и да имам ден кога не ми се зборува. Ама некако не ми се зборува воопшто. Тогаш не одам ни на радио, знаат колегите да им пишам, дечки не доаѓам денес, стварно е многу ретко. А знам и да си земам одмор, да речеме навечер, да излезам да пешачам, да слушам музика комплетно сама, да земам да се возам низ Скопје, сама слушам музика, со никој да не зборувам 2 часа. И треба таа тишина. Некогаш мора да се наполниш. Ама ретки се тие моменти. Ретки се, некогаш секоја сум гужва. Имаш, мислам, го осеќам тој нарав, да кажеме, да збориш, да пренесуваш цело време. И се претпоставам дека кога човек ќе дојде во комуникација со тебе, значи мислам дека да кажам 2 збора можеш аутокомплит да ми направиш да ми ја завршиш реченицата без проблем. Значи не знам дали ме дослушуваш до крајот. За колку често тоа ти се случува. Тоа е најверојатно брзината на мозокот. Човек е толку брзо ти работи мозокот, ти веќе можеш да го одиграш целиот муабет. Дослушувањето на мене е едноставно губење на време. Па тоа е предизвикот кога ќе седнеш со мене. Да ме изненадиш, мене од секогаш сум важала за човек кој што ме импресионирали интелигентни луѓе. Луѓе кои што знаат да ме извадат од патеки со муабет. Таков е дечко ми. И мислам дека ако не ми е предизвик, ако можам сценариото сама да го извадам во глава, леле колку брзо ми издосадува, и тоа не е добро. И се контролирам, пробувам да се контролирам заради тоа што треба да ги слушаш другите. Меѓутоа, друга страна, она што го работам во позадина исто така продажба, селс, многу години, па научив дека треба да ќутам некогаш и да слушам до крај да кажеш, бидејќи луѓето многу сакаат да бидат слушани. Многу. И тоа е супер. Другиот момент што го спомна е возење. Мислам, знам само еден или двајца во целиот мој живот кои што имаат навика или потреба, не знам како да кажам, да влезат во кола, да пуштат музика и да само се возат низ град. Третата. Третата е таа тука пред тебе. Значи, никога не можам да го разберам тој момент. Мислам, толку ми е знам дека има луѓе што го прават тоа, што уживаат во тоа и тоа се навистина специфични луѓе, посебни да кажам Добро. Се надевам позитивно на некој свој начин, да. Еве ти си третата, но повеќе ми е прашањето колку можеш без музика. Значи колку е, мислам, како ја примаш музиката, затоа што сум приметил дека исто како и сите останати работи има моќ да те навлече, така да кажам. Значи, тој некој допамин што се јавува кога ќе почнеш да слушаш музика, зависе на некој начин и почнува да те привлекува, и почнеш да слушаш музика дури и кога не е време за музика, не знам, колку ти се случува тој момент? Цело време слушам музика. И кога се бањам, и кога готвам,
И кога се шетам, сега има моменти кога читам книга. Кога читам книга не слушам музика, сакам да ми е тивко и да се фокусирам на книгата, да читам и да си уживам. Наутро, верувал ли не, наутро не пуштам одма музика. Ми треба тишината и мирот на утрото, кафето, не секој ден книгата, иако треба секој ден да бидам, а не секој ден, да не се правам се тука, јас секој ден читам по 20 страни, не е така. Иако сакам тоа да ми биде навика, бидејќи е добро. И сум приметила дека ми требаат тие моменти на тишина. Секое утро сум забележала дека да, не сакам музика одма. Музиката ја пуштам на крај, кога почнам да се спремам, кога сум активна по дома. Кога седам и сум смирена и сакам малку сама со себе да седам, тогаш нема музика, тоа е само пиење кафе или не знам, седење или гледам низ прозор или што и да е, само да или пишувам. Кога пишувам, често знам да не слушам музика. Некогаш знае музиката да ме поведе да пишувам. Што пишуваш? Од дете пишувам. Нешто така, тоа секогаш ми била желба да пишувам и напишав книга со раскази. Од мојот личен живот, никогаш не ја издадов. Игор Џамбазов сега ако ме слуша ќе ме убие, затоа што он беше тој што ми рече ти зашо книга не пишуваш? И ја склопив книгата и беше супер, меѓутоа никогаш не ја издадов и сега не е веќе времето. Пишувам раскази. И тоа ми е издувен вентил. Еден од неколкуто издувени вентили, меѓутоа пишувањето ми е најдобар издувен вентил, каде што се ставам на лист хартија, најново, нели, на лаптоп нормално, пишувам, не го читам втор пат. Само затварам и тоа е тоа. Па ако ми текне за некое време, месеци, може ќе отворам, ќе прочитам што сум напишал. Обично луѓето кои што го имаат тој порив да кажеме, да изразат нешто на хартија, да напишат, да искуцаат нешто, имаат силна моќна перцепција, да кажам, ги перцепираат многу силно и многу чисто и брзо настаните, значи и светот околу нив. Исто имаш и доста патувано. Скопје го знаеш како својата дланка. Да. Што би рекла, мислам, како ти ја гледаш еволуцијата на Скопје во текот на сите овие години? Дури си на радио, па можеби и претходно, во какво место се претвора Скопје? Џунгла. Скопската џунгла. Знаеш што, многу ми е болна тема Скопје, многу си го сакам градот. Тука сум родена, мајка ми е тука од Чаир, исто родена, дето од Скопје, татко ми исто од Скопје, тука роден. Многу ми е болна темата кога треба да зборувам за Скопје и сега треба ние да кажуваме како било порано, како е сега, каде оди градот. И за некои работи ми се допаѓа дека се променете, бидејќи не може да стојат во место, мора да еволуира градот, мора да има нови градби. Тоа што има многу згради, тоа е трето пет, тоа да не разговараме. Тоа не ми се допаѓа, на никој не му се допаѓа, бидејќи нели веќе немаме воздух и не може да дојде ни водно до израз, а тука е до нас. Нели што е страшно и тажно. Повеќе од аспект на култура, од аспект на луѓе. Ако зборувам од аспект на култура, сме леле мори мајле. Од кај да почнам? Дали да почнам од овие што фрлаат ѓубре низ прозор додека возат? Дали да почнам од овие што не пуштаат жмигаец кога треба да застанат? Дали да почнам од оние кои што мислат дека ако си женско зад волан, дека треба се што да ти изнакаже затоа што си женско зад волан? Дали да зборувам за оние кои што се пешаци и мислат дека можат каде сакаат да поминат, при тоа да не се ни свртат? Не знам како да ти кажам, културата е, тоа е сорекената култура. Основната култура, нашата која што ние како Скопјани некако ја изгубивме, тоа е веќе многу друга потешка тема. Нешто што мене не ми се допаѓа, заборавивме си го сакаме градот. Пишуваме некои текстови, раскази, колку е убав Максим Горки, расцветани, японските цреши, не знам како, не си се свртела да го видиш тоа. Ама го пишуваме за лајкови на Инстаграм и на Фејсбук. Чесни исклучоци за луѓе кои што сериозно го доживуваат убаво Скопје, има такви луѓе се уште, меѓутоа мислам дека помалку се тие се малцинството. Да го доживееме тоа ноќниот живот, да не правам муабет. Свирки немаме во Скопје. Каде свирки? Еве на Дупер бев, супер се дечките. Ја друга свирка немам видено. Сплетна околности тоа што се случуваше, меѓутоа нешто мора да се направи, луѓе нема кај да излеземе во градов. Пијачка да испиеме. Има локали и барови, меѓутоа тајте малце, немаме диско. Немаме такво нешто. Тоа е се од културата на градот.
Значи не треба, јас не викам дека ние треба да имаме 20 дискотеки, ама едно време имавме 10. 10. И сите 10 има светски диџеи носеа на време тој. Да не ги именувам сега, нели, ајде, во ред. Имавме дискотеки кои што сериозно добро работа. Па сврти се во парк колку имаше. Да, Имаше. Тоа беше да бираш, да не можеш да се одлучиш. И за сите имаше. Сакаш да слушаш рок, сакаш добар диџеј, Да. го донале не знам од каде, така. Сакаш да идеш на свирка или сакаш да одиш на нешто по, ајде лабаво да не речам, за сите имаше музика, па и народно да се слуша, и турбофолк да се слуша, се имаше. Ништо нема. Не знам каде да одиме и што да правиме. И сега тоа се низа на настани кои што нас не прават луѓе без култура. Не, ние сме кафана култура. Мислам вака доминантна. И после кафана кај ќе Нема каде, тука завршува, тоа е да. пикот. Ќе се собираме по дома. Или уште пострашно, тоа што го гледам сега најново по казино. Тоа нема и да го коментирам. Добро, да. Па така е. Ама ако гледаме позитивно, барем тебе да слушаат. Да. Ако ништо друго, ете, бар ќе знаете кој е Сања. Како го гледаш радиото во иднина, да кажеме, ако воопшто имаш размислувано на таа тема? Па дека ќе останам таму. Или едноставно go with the flow си. Мислам како медиум, како нешто што тој е првиот медиум за масовна електронска комуникација со луѓе. Денеска не е така, значи, но тоа пробуваме на некој начин кога разговараме цело снимање, дека на некој мистериозен начин се уште останува многу високо релевантен медиум. Со сите своји, нели, слабости кои што ги носи новото време. Како гледаш ти понатаму? За сите има место под сонцето. Да. Мислам дека тоа е добар одговор. најточниот одговор. Заради Да. тоа што и за твојот подкаст има место, и за останатите подкасти, и за телевизиите, и за радиото, и за јутјуберите, нели, и за сите оние кои што имаат некаков нешто што креираат. Сите креатори има место под сонцето. Само треба да си ја најдат својата публика. А мислам дека ја има. Бидејќи ако не беше така, еден од нас ќе изумреше, ќе згаснеше како медиум, така? А ние некако сите функционираме. Бидејќи ти како подкаст задоволуваш една потреба на слушател, на гледач и така натаму. Јас како радио задоволуваме на друга потреба, на други локации, на други места, на работа, на не знам каде, бидејќи да бидеме реални во кола, не можам да го гледам подкастот, така? Ама на радио можам да слушам. И затоа кажувам дека за сите има место под сонцето. И мислам дека радиото, се извинувам, мислам дека радиото како медиум нема да згасне. Продолжи да бидеш сонцето на Скопје и фала ти за денеска. Ти благодарам и на тебе.